Денеска православната црква ги празнува светите 20.000 маченици во Никомидија и светата маченичка домна. Светите 20.000 маченици во Никомидија. Во времето на лошиот цар Максимијан Херкул, христијанската вера цутела во Никомидија и се зголемувала од ден на ден. Еднаш царот, задржувајќи се во тој град, дознал за големиот број на христијани и за напредувањето на христијанската црква, па се налутил многу и смислил план како сите да ги погуби. Тогаш се приближувал празникот Рождество Христово и царот, откако дознал дека сите христијани на тој празник се собираат во црквата, наредил на тој ден црквата да се опколи со војска и да се запали. Кога се собрале сите христијани во црквата, по полноќ и го започнале торжественото празнување, војниците ја опколиле црквата за да не пуштат никого надвор. Царскиот пратеник влегол во црквата и им ја објавил на христијаните царската заповед: веднаш или да принесат жртва на идолите, или сите ќе бидат изгорени. Тогаш архидјаконот, јуначкиот Христов војник, се разлутил со ревност божествена, па почнал да го храбри народот, подсетувајќи ги верниците на трите момчиња во Вавилонската печка. Погледнете, браќа, рекол тој, на жртвеникот на Господовиот олтар и разберете дека на него за нас се жртвувал Господ и нашиот Бог вистински. Па зарем ние да не ги положиме за него нашите души на ова свето место? Народот се воодушевил да умре за Христа и сите кои биле огласени се крстиле и се миропомазале. Војниците тогаш ја запалиле црквата од сите страни и христијаните, 20.000 на број, изгореле во пламенот, пеејќи ја славата Божја. 5 дена горела црквата и некаков чад се кревал од неа со опоен и прекрасен мирис и некаква чудна, златозарна светлина се покажувала на тоа место. Така славно завршиле многубројни луѓе, жени, девојки и деца, и примиле венец на вечна слава во Царството Христово. Пострадале и се прославиле во 302 година. Поуки од светите отци. Љубовта има 3 ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која ти живееш и живот даваш. Удостој ме со твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во тебе. Свети Николај Велимировиќ. Светата маченичка домна. Девица и жрец на скверните идоли на дворецот на царот Максимијан. Откако ги прочитала од некаде делата на светите апостоли, таа поверувала во Христа и се крстила заедно со евнухот Индис од епископот Кирил во Никомидија. Светиот Кирил ја упатил во женски манастир, на кој игуманија била блажената Агатија. Но кога царот почнал да ја бара, Агатија ја облекла во машки алишта и ја испратила во машки манастир. Во тоа време од царот Максимијан биле изгорени 20.000 христијани во црквата.
Веднаш потоа по наредба на царот, светиот Индис, Горгони и Петар со камења на вратот биле фрлени во морето. Војводата Зинон, кој јавно го изобличил царот заради идолопоклонство, бил исечен. Светиот Теофил, ѓакон на епископот Антим, бил убиен со камење и со стрели. Игуманијата Агатија, монахињата Теофила и големците Доротеј, Мардони и Мигдони и Евтими, сите биле погубени заради Христа. Една ноќ одела дом на поморскиот брег и видела рибари каде што фрлаат мрежа во морето. Таа во тоа време посебно тагувала по светиот Индис. Кога била повикана од рибарите да им помогне, таа им помогнала и со Божја промисла извлекле мрежа со 3 човечки тела. Домна ги познала светиот Индис, Горгони и Петар. Ги зела нивните тела и честно ги погребала. Кога дознал царот дека некое момче ги чува и ги покадува гробовите на христијанските маченици, наредил да се исече. И светата домна била фатена и сечена. И во небесното царство со останатите маченици со венец на славата била овенчана. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси, Светогорец. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев.